Здраво на сите, јас сум Александра Митеска, ученик во Средното училиште Ѓорги Димитров и водител на првата подкаст емисија на нашето училиште. Најпрвин би сакала да ве запознам малку подобро со целта на овој наш циклус од емисии, кои ќе бидат наменети токму за нас младите на теми кои што не интересираат или пак не засегаат. Овој наш подкаст е дел од проектот под име Промоција на безбедна училишна средина и нашето училиште веќе трета година поред работи на овој ист проект. Првата година имавме како задача, односно дел од проектот беше изработка на среќната соба во која што се наоѓам и сега. Втората година имавме изработка на училишни картчиња на секој од спрат од нашето училиште и еве трета година поред го имаме создавањето на нашиот прв училишен подкаст. Па, како прашање би било што е за нас безбедна училишна средина, па би рекле дека е простор или пак место каде што ние учениците се чувствуваме сигурни, прифатени, но најпрвин и заштитени. Па затоа, токму на наша голема чест, денеска како наш прв гостин, го имаме ВД оперативниот директор на првата детска амбасада, односно Мегеши, но и поранешен ученик на Ѓорги Димитров, господинот Жарко Змјанац. Добре дојдовте. Добро ве најдов, Александра, благодарам за поканата на првиот подкаст во моето средно училиште. Така е. Ние да ве прашаме најпрвен како се чувствувате да се вратите во вашето училиште, да видите можеби што се сменило или какви емоции побудува враќањето ваше после толку години. На неколку пати имам дојдено во училиштето од причина што проектот Промоција на безбедна училишна средина е дел од училиштето, тоест училиштето е дел од проектот, каде што Мегеши има улога во спроведување на врсничките едукации и средбите со родители. Така да на неколку пати при моето доаѓање, секое доаѓање ми е посебна емоција. Веднаш се потсетувам не само на моите соученици, туку и на класната Јасмина и на многу други професори од моето време, 20 и некоја година помина откако завршив, ми текнува на моето вложување во кошаркарската заедница. Тогаш, значи, кошаркарски клуб не беше, меѓутоа училишен клуб по кошарка, каде што се надпреварувавме. Значи, на ова игралиште од позади прекрасен простор има училиштево, стварно убава природа и место за дружење за младите. Ние да ве прашаме за тие што нели се пак не знаат или не се запознаени, дали би сакале накратко да ни објасните нешто за вашата работа во детската амбасада и какви проекти вие спроведувате токму за овој проект? Да, за тоа сум тука слободно, значи се што ви интересира во однос на работата на првата детска амбасада Мегеши. Веќе кога го спомнавте проектот Промоција на безбедна училишна средина, тоа е една од моите задачи каде што сум одговорен за делот на Мегеши. Улогата на Мегеши, како што кажав, е спроведувањето на врсничките едукации и средбите со родители. Меѓутоа имавме и работилници за градење капацитети на стручните служби, каде што се разговараше во однос на превенција на насилството, препознавање на видовите на насилство, одржување на средбите со родители. Значи, сето тоа да има еден по-систематичен, структуриран пристап преку кој ќе влијаеме на креирање на таа безбедна училишна средина. Бев присутен на повеќе средби во Ѓорги Димитров, значи и на врснички едукации, и на средби со родители, при што морам да го изразам моето задоволство од вложувањето не само на персоналот, туку и на учениците, бидејќи тоа е најзначајно. Значи, кога кадарот и учениците веруваат во тоа што го прават и со ентузијазам влегуваат во спроведувањето на врснички едукации и средби со родители, тогаш неминовни се напредоците во однос на таа безбедна училишна средина. Да има конкретна суштинска улога каде што младите ќе го добијат просторот кој што го заслужуваат,
на соодветен начин, во соодветно време и соодветна средина. Оваа соба која вие сте ја направиле укажува дека сте имале потреба некое катче каде што ќе може да се состанете, да разговарате за значајни теми. Овој подкаст кој што го организирате, значи тоа е за поздравување и секоја чест, многу добар начин, современ начин, нешто што е актуелно помеѓу младите, нешто што е интересно и што ќе се следат трендовите и при тоа се разговара за теми од интерес за вас. Така е, но сепак треба и ние да ви се заблагодариме вас, бидејќи ние од тоа што ние сепак се ангажираме и сакаме да го направиме, не би можеле да го направиме самите, ако не имаше вашата поддршка и поддршката на самиот проект, кој што и вие го ја објаснивте целата негова цел. Клучното што сакаме да ве прашаме, дали вие приметувате разликата, дали може да воочите разликата од безбедноста на учениците сега кај нас, ние како ученици што се случува и тоа што било во вашето време, колкава е, верувам дека има големо подобрување, колкава е подобрувањето и дали уште може да се превзема некакви чекори за да има една повисока ниво на безбедност? Разликата е огромна. Не во, да кажам, во количината, во колку насилство имаме, да речеме, сега и колку сме имале тогаш, туку во формите на насилство. Значи, целосно е смената моменталниот општествен контекст, моментот во кој што живееме и дигиталниот развој на технологии што ни се дадени на користење, кои нудат многу можности, меѓутоа нудат и многу ризици. Во мое време, јас кога бев средношколец, немавме сајбер насилство. Сега го имаме и тоа на голема врата ни доаѓа и мора да бидеме максимално предпазливи, бидејќи со многу мала интервенција можеме да направиме огромна штета. Многу често младите непромислено влегуваат во споделување на одредени содржини преку кои се врши насилство на врсници и при тоа не се согледува во моментот на правење на тоа насилство, не се согледува тежината, бидејќи делува дека не правиме ништо посебно. Пишуваме одредена порака, праќаме одредена слика каде што некој изгледа смешно можеби. Во моментот нас тоа не е интересно, меѓутоа штетата што може да ја направи таа слика и кругот на луѓе кои може да го достигне е толку голем што може да направи стварно вистински внатрешни психолошки промени и проблеми кај жртвата на таков тип на насилство. Затоа сега правејќи компарација помеѓу моето време и вашето време, секое време си има своји предизвици. Тогаш беше поистакнато физичкото насилство, за разлика од сега. Сега не е толку застапено физичкото насилство, меѓутоа психолошкото, вербалното, сајбер насилството. Страшно е во какав обем го имаме и колку не го препознаваме. За жал, кај помладите родителите мора да се многу внимателни и постојано во контакт, да имаат квалитетна комуникација, време посветено со своите деца, не само како што тоа размислував баш претходно пред да дојдам како да направам компарација. Знаете, во денешно време само се скрола, онака се вртат рилсови или не знам некакви содржини на интернет и само скроламе. Почнува таков тип на комуникација да се пренесува и кај луѓето, каде што немаме суштинско навлегување во одредени теми на дискусија. Меѓутоа, кога станува збор за квалитетно време, тоа значи поминато време за разговор во соодветна, да кажам, просторија, обкружување. Ние не можеме да правиме сериозен разговор со нашите деца на место кое не ни го нуди тоа како можност. Значи не можеме да отидеме каде што имаме луѓе, галама, па да правиме сериозни и муабети каде што треба да се навлезе со посебно внимание. Значи потребно е и соодветен простор, значи тоа може би е најдобро домот.
Мора да се најде не само просторот, треба да се најде и моментот. Не е секогаш момент да дискутираме на теми каде што бара, да речеме, отварање од страна на децата и на родителите, да може суштински да навлезат во проблематиките што се случува реално во училиштата. Зашто самите ученици многу често, дури и кога имаме насилство, го минимизираат значењето на истото и при тоа се прави некакво сваќање од средината дека тоа и не е толку страшно, дека не е насилство, а во суштина дека е секојдневие, најнормално е. Меѓутоа во суштина сите деца, млади, ученици се различни. Каде што некој може да се најде лично погоден длабоко, каде што може би ќе пати од анксиозност и депресија, друг воопшто тоа нема да го прифати како насилство, едноставно има изградена поголема резилиентност и е поотпорен на такви притисоци и случувања од средината. Меѓутоа, ако родителите си ги познаваат добро децата, они треба да препознаат кога нивните деца имаат одредени предизвици и проблеми во училишната средина или во друштвото со кое што поминуваат повеќе време. Значи, врз основа на карактерот на децата. Имаме ученици кои ќе дојдат во домот, веднаш ќе кажат се што се случило, без да треба родителот воопшто ниту да праша што се случило. Лесно се искажуваат. Меѓутоа имаме ученици кои не само што треба да им се овозможи соодветна средина, соодветно време кога ќе треба да се збори за тоа. Значи, родителот најдобро си знае каков карактер има своето дете и како треба да пристапи во кој момент за да дојде до тие значајни информации кои се од значење не само за детето, туку и за родителот. Родителот не би можело да се чувствува комотно и убаво ако детето има сериозни предизвици во училишната средина. Така да многу е различно тоа што било во мое време со тоа што се случува сега. Во мое време исто така не беше толку застапено психолошкото насилство. За жал сега е исто така зголемено тоа и дигиталното е само нешто што во огромна мера има можност тоа да го зголеми. Значи доаѓаме до заклучок дека многу големо влијание во тоа да имаме безбедна средина, односно децата да се чувствуваат безбедно, имаат и родителите. Значи дека не доаѓа се од тоа да бараме помош ние како деца кај професорите, туку секое влијание што велиме си доаѓа од дома и можеби не дека е поттикнато, туку на чувство наше дека не можеме да се искажеме за нашите проблеми, доаѓа токму од домот, токму од нашите родители. Да, значи секој си има свој код, карактер, начин на однесување, вредности кои ги носи во себе и најчесто тоа се понесува од домашната средина. Кога ќе се дојде во училишната средина, тука е еден збир на многу различни карактери, многу различни вредности, начини на однесување, па се воведуваат правила. Некои од учениците тоа што за нив е блиско го манифестираат во училишнава средина. И доколку вие како ученици не ги препознаете негативните начини на однесување и не заеднички не се спротиставите, не изреагирате, не ги искомуницирате со стручните служби, со наставниците, со родителите, тој начин на однесување ќе стане редовен и очекуван. Да, како прифатен од другите. Прифатен. И тогаш веќе насилството кое ќе се случува нема да биде препознаено. За разлика од други средини каде што ќе бидат изградени други вредности во таа средина, други начини на однесување, друг код и во таа средина ќе биде нормален друг начин на однесување. Така да родителите и текако имаат огромно значење во превенција на насилството во училиштата. И затоа ги имаме и преку проектот вклучено, преку средбите со родители, каде што се обидуваме
Не дека не знаат, родителите знаат, доколку сакаат да направат интроспекција, ќе си ги најдат своите грешки и каде може да се унапредат и подобрат. Совршен родител нема. Јас сум родител, нема совршен родител, ја не сум совршен. Сите грешиме. Работата е да знаеме дека можеме да го подобриме тоа, може да бидеме подобра варијанта на родител од овој момент. Значи, квалитетната комуникација, довербата изградена со децата е многу значајна. Доколку детето нема доверба во својот родител, ќе бара некој друг во кого ќе има доверба, за да може да ги каже работите кои му тежат. Имаат потреба да комуницираат суштински, не површно. Да, и најчесто таа личност која што ја бараат е некоја пријател, другарка без разлика, некој свој врсник кој што советот што може да ти го даде родител или пак повозрасен не е сосем ист како што ќе ти го даде и ученик на твоја возраст кој што се справува со истите проблеми, не размислува така. Сите ние сме се стекнале во еден период каде што можеби сакаме повеќе да веруваме на нашиот другар или другарка, каде што не знам, можеби дали од срам или од страв дека ќе бидеме осудувани од повозрасните. Секоја улога е важна. Родителот може би е стварно најважен, меѓутоа не можам да ја одделам важноста на соучениците и врсниците или важноста на наставниците и стручните служби. Едноставно секој во својата улога има огромно значење. Моќта која имаат учениците и врсниците е огромна. Едноставно вие можете во вистинско време не само да го препознаете насилството, туку и соодветно да одговорите. Не значи тоа дека ако се случува нешто екстремно физичко насилство и слично каде што е страшна ситуацијата дека вие треба да излегувате таму и да се жртвувате, никако. Значи проценката мора да се направи соодветно. Или постепено пробајте со поддршка од наставниците и стручните служби да ја креирате средината која по вас е таква да се заснова на правилни вредности, правилен код на однесување, значи нешто што е поддржувачко, нешто што каде што ќе владее разбирање, меѓусебна поддршка, нешто што ќе ви причинува задоволство на сите да бидете дел од таа средина, бидејќи многу голем број ученици доаѓаат во училиште само за да помине тој ден, зашто мора да бидат тука и стварно и присутни, да немаат неоправдани, а притоа доживуваат страшни трауми и насилство кое мора да го преживуваат. И доколку во тие случаи немаат поддршка од училишната средина, од учениците, наставниците, замислете уште во домот да немаат поддршка. Да нема некој да ги сослуша и да ги разбере и да преземе нешто во однос на тоа. Зашто одговорноста е на родителите да проценат кога треба да интервенираат, дали треба да се обратат до училиштето, до училишниот кадар, стручни служби, наставници. Значи, доколку... Сепак за да се запознат малку повеќе ситуацијата, бидејќи се сложувам дека родителите не се воопшто свесни што се случува кога ќе се влезе во училишниот двор и нивното дете што све претрпува без разлика на своите емоции, се додека детето не се искаже, разговаравме дека има многу деца кои што можеби како карактер се позатворени или може влегле во некако вид на депресија од тоа што го претрпеле досега и го чувствуваат стравот да го кажат своето мислење, бидејќи родител како родител на почетокот додека не ја воочи можеби целосно ситуацијата, ќе рече дека можеби не е толку се страшно, но за нас помлади или помали да кажеме е нешто преголемо, што можеби за вас повозрасните не е на еден начин толку огромно како што ние го чувствуваме. Направивме добра компарација, ми поставивте прашање како било, како е. Да. Значи, сосема е различен контекстот на во кој се случува насилството, тогаш се случувало и сега се случува. Секој родител го завршил образованието, бил основно, бил средно и знае дека во тие години основно и средно дека не може да се помине без да се биде барем еднаш во некаква форма жртва на насилство. Или па, можеби,
се било и во форма на манифестација на насилство. Да. А сигурно се било во форма на наблюдување на насилство. Значи нема родител кој не е запознаен со тоа дека насилство има во училиштата. Така да едноставно само треба да се одвои време да се дознае дали нивните деца се исто така дел од тоа и соодветно да се реагира доколку манифестираат насилство или доколку се жртви на насилство или доколку се наблюдувачи. Секако. Значи најголем број од учениците се наблюдувачи, меѓутоа наблюдувањето како наблюдување ако остане вечно така нема да имаме Тоа промена. може би најстрашната да кажам фаза, бидејќи они го воочуваат и го гледаат сето тоа, но не превземаат ништо за тоа, без разлика дали ќе биде тоа нивен личен ангажман или пак ние барем имаме како училишта голем број на наставници или стручен кадар на кој што можеме да се обратиме да побараме помош ако ние мислиме дека не сме самите способни за да го извршиме нештото. Има ситуации кои стварно тешко е да се одреди одговорност кај средината, кај наставниците, кај стручните служби, кај родителите. Најчесто одговорноста во однос на насилството се префрла. Да. Родителите, нивниот став најчесто е дека во училиште одговорни се наставниците и стручните служби. Наставниците и стручните служби сметаат дека начинот на однесување и манифестација на вредностите доаѓа од домот, од родителите, таму децата се воспитуваат, нивна е улогата. Меѓутоа насилството ние секојдневие. Не треба да реагираме откако ќе ни се случи, туку како што вие правите и преку овој подкаст праќате порака дека треба да се работи на оваа тема, дека секој треба да преземе одредена одговорност, заедно само може да се направи одреден исчекор и промена. Значи тука мора да имаме одреден тип на вреднување и разбирање на улогите и едноставно секој да си ја преземе одговорноста според собствената улога. Вие сте стварно млади, деца сте, вашата улога не е да реагирате, да влегувате во одредени ризични ситуации. Меѓутоа, вие се градите како личности се уште и имате можност критички да ги наблюдувате, преку критичко размислување да ги гледате ситуациите, состојбите кои се случуваат и при тоа да одлучите во кои ситуации и можеби би можело да влијаете. Зашто огромна е вашата улога и моќ што можете да придонесете да не дојде нешто до наставници, до стручни служби и до родители. Меѓутоа, кога нема да успее таа средина да изреагира, тогаш е должноста на наставниците и на стручните служби. Наставникот може би не до толку, меѓутоа да и они би требало од причина што они се најмногу секојдневно на сите предавања ги следат многу убаво состојбите што се случува на часот. Како вие мислите дека покрај наши вакви дела ние што ги правиме и покрај сите ајде да ги кажеме предавања, вие што ги држите на професорите, сепак останува оној можеби помал процент или пак поголем, нели зависи од средината на ученици каде што се чувствуваат се уште небезбедно, можеби се уште неподдржани. Дали сепак тоа е нели карактер на одредената личност, дали мислите дека постои нешто друго кое што без разлика некој друг што може да ги поттикне да искажат тоа дека можеби претрпуваат некакво насилство или има некакви други проблеми што нели не мора секој пат да значи дека е некаков вид на насилство. Да, би требало да поразговараме и за Ало Бушавко линијата што функционира при Мегеши дополнително. И кога учениците и децата и младите имаат поддршка, меѓутоа се чувствуваат на одреден начин тешко, депресивно, анксиозно. Значи, може да се јават на оваа линија, Ало Бушавко, SOS линија за деца и млади, 116111, овој број е хармонизиран со европскиот број, каде што ќе може да поразговараат со психолози, педагози кои работат на линијата, социјални работници, и да споделат, не мора да е некаков
тежок проблем или предизвик, може да е и љубовен, може да е и задругарување. Баш тоа сакав да кажам, еве низ муабетов, дека многу често не мора, доволно е да не си прифатен од една средина за да се чувствуваш лошо. Тоа не мора да значи дека е некаков вид на манифестација, не знам каква, на насилство, ама доволно е да си игнориран, доволно е да си отфрлен и едноставно имаш одбивност кон таа средина. Така да мора да се препознаат ваквите чувства и манифестации кај соучениците и да им се даде простор да се проба да се најде разбирање. Има причина за секоја манифестација, и за позитивно однесување и за негативно однесување. Вие сте тука во една средина која ќе се содржи од многу емоции во еден ден. Ќе има и тага, и среќа, и се едноставно многу ученици ја сочинуваат оваа средина. И едноставно треба да си бидете поддршка едни за други. А за SOS телефонот, да, во секое време и за секаков тип на проблеми сме имале и страшни дојави со страшни ситуации. За жал, меѓутоа сме имале и прекрасни дискусии со јавувачи, каде што биле во прашање едноставно, да речеме, дали функционира линијата, дали има некој таму да се јави. Последно што ми текнува беше допис преку SMS, преку Viber или преку SMS беше, не знам, во однос на тоа дали стварно на другата линија е Бушавко, кој е Бушавко. Во суштина, веројатно, личноста што се јави имаше некој си, што нам 6, 7, 8, 9 години. Била нека помала. Да, и беше многу интересно, стварно убаво чувство кога на една линија каде што имаш стварно тешки случаи ќе се јави некој што едноставно го интересира само дали функционира. Да. Тоа значи дека младите биле информирани дека таа линија постои и биле заинтересирани. Ето во тој случај вас ви го разубавиле денот, бидејќи можеби им текнало да ве контактираат вас и сте свесни дека тоа дете еден ден, ако има некаков проблем, ќе може да ви сконтактира и да добие било каква помош и да му е потребна. Со тоа што гледаме дека функционира начинот кој што го воведуваме, рековте дека има и тешки ситуации каде што можеби се разочаруваме кога ќе видиме дека да се наватиме тоа дека сме дозволиле да се случи тоа, но во најголеми моменти има некој кој од другата страна на линијата ќе ги сослуша младите за без разлика на каков проблем, бидејќи можеби го гледаме ние дека Бушавко нас ќе ни ги сослуша нашите проблеми, дека нема да ги каже на останатите околу нас, ќе има она доверба дека може да некого да се искаже и да не биде смејуван или било како повреден на друг начин. Да, многу често во денешно време тоа им фали на децата и на младите, некој што ќе ги сослуша без да ги осуди и некој што ќе одвои време без разлика за тоа за каков тип на предизвик или проблем се јавуваат. Затоа ние го гледаме тоа. Ние имаме секоја година анализа на наоди во однос на оваа линија, во однос на јавувањата од каков тип на проблеми, со каков тип на проблеми најмногу се јавуваат децата и младите. Најдобро би било кога за каков и да е тип на проблеми ќе имаме поддршка од блиската средина. И не значи тоа дека ако имаме поддршка дека не може да се јавиме на линијата, секако секој што има потреба може да се јави на линијата, едноставно ќе биде сослушан, разбран, ќе се направи тој разговор кој ќе помогне во однос на надминување на тие предизвици. Меѓутоа, многу е значајно во домашната средина родителите тоа време да го поминуваат, доколку не е покрај родителите и стручните служби и наставниците и врсниците. Кажавме дека овој првиот наш подкаст е на оваа тема, понатаму ќе се дадат многу поразлични теми, можеби да кажеме ова е една вистина сериозна тема, каде што
треба да се сконцентрираме на тоа што и го вложуваме, за разлика од каде што понатаму можеби ќе имаме некои поинтересни или не знам покреативни емисии, но повторно се ќе биде со цел да ги споиме младите, да направиме да се чувствуваат прифатено, да го нема моментот дека можеби некој поинаку размислува за мене или да имаме некои други фази кои што може да прераснат во моментот дека се чувствуваат небезбедно. Што би им препорачале вие на учениците, на нас младите, за да придонесеме кон тоа да имаме побезбедна училишна средина? Дали мислите дека конкретно има нешто што ние може да направиме за покрај ваков вид на ангажмани или проекти, каде што, без разлика, дали ќе биде тоа наобичен разговор во училишните ходници или за време на часовите, нешто што можеме на наша иницијатива, па најлесно кажано без поддршка на повозрастните, да направиме нешто самите. Секако дека може да направите. Ова е таков пример, ама да, ќе преминам на други примери. Значи, ја имате оваа соба. Значи, можете да се структурирате одреден тип на заеднички активности, може да се работилници, може да е некакво истражување. Значи, има безброј можности кои може, имате доста како се вика, игри кои би можеле заеднички да ги играте. Секое време кое го имате на располагање, што би сакале да го одвоите за заеднички активности и другарување, би требало да го посветите на тоа. Вон училишните активности, вон школските активности стварно се значаен дел каде што може многу младите да работат не само на теми конкретни, туку и на меѓусебното чувство на припадност, на меѓусебно разбирање, на другарување. Значи, не можеме да го гледаме училишниот систем само како место каде што се стекнуваме со знаење, бидејќи процесот е многу важен. Не може да се стекне со знаење некој што не е прифатен, некој што е малтретиран, врз кого е вршено насилство, многу тешко може личност која се чувствува така да стекне знаење во таа средина. Може би во друга средина ќе може, ама во таа средина каде што е жртва на насилство, тешко дека ќе стекне знаење. Како за крај, да ве прашаме, вие како си поминавте на нашиот прв подкаст, дали мислите дека може би како прашање дали ќе ни биде успешен, дали вие имате некаков предлог како теми кои што можеме ни да ги изработуваме на нашиот подкаст, кои што мислите дека при разговор ќе бидат слушнати, на кои ќе им се посвети внимание? Мојот предлог е тоа што претходно го зборевме во однос на континуитетот, посветеноста, дисциплината, желбата, ентузијазмот. Значи, без тие квалитети и карактеристики, тешко дека ќе може да се направат одредени посериозни промени или исчекори од моментални состојби кои ги имаме, без разлика на која тема и да зборите, само да продолжите и да го задржите континуитетот. Темите ќе доаѓаат, милион теми има кои се од интерес на учениците, на младите. Милион, значи, тоа е ваша имагинација, нешто ваше што од вас треба да потикне, да дојде. Не треба јас да, не би сакал јас да ви давам идеи, бидејќи, вас природно ви дојде поради тоа што проектот придонесе кон креирање на оваа соба, нели овој подкаст, од тука произлегуваат тие ученички иницијативи. Меѓутоа, темите понатаму, се што е од ваш интерес, се што мислите дека ќе придонесе за подобро ваше чувство целокупно како личности. Ние би сакале најмногу да ви се заблагодариме, значи што
прифативте да дојдете тука, да одвоите дел од вашето време, да поразговараме, да ги запознаеме младите малку повеќе со тоа дека не можеме ние сами се да направиме, дека ни е потребна поддршката од повозрасните, од родителите, од професорите и од наставниците, дека не треба да се срамиме, најпрвен да го кажеме својот глас, дека има кој да стои позади нас и дека навистина ова ќе биде нешто со кое што ќе можеме ние самите да си помогнеме, а нели да не ги исклучиме и повозрасните, односно и еден голем апел до нив дека нели и нас не е потребна нивната поддршка. Освен да кажам одлично срочено, немам што да дополнам, да благодарам за поканата, убаво ја затвори, не би додавал ништо, драго ми е што бев повикан и дел од овој подкаст и ви посакувам многу успех и да продолжите со вашата упорност и ентузијазам понатаму. Ви благодариме, а на вас останува да продолжите да ги следите нашите училишни подкасти. Се гледаме!